Денеска решивме ги споделиме со вас нашите резултати и заедничките успеси. Драго ми е што денес овде можеме да зборуваме за многу конкретни резултати, конкретни бројки и многу конкретни луѓе. Драго ми е што можеме да зборуваме со сите вас, бидејќи без вас ова немаше да биде возможно. За 2 години буквално пораснавме 57 пати. Наследивме вложени 1 милион евра и поддржани 35 компании. Денеска зборуваме за вкупен инвестициски обем во приватниот сектор во Македонија од 57 милиони евра, со поддржани 314 компании. И ги поттикнавме компаниите сами да вложуваат. Од овие 57 милиони евра, 34 милиони ги обезбедува владата со нашите партнери од Светската банка, меѓутоа оно што е многу важно е дека 22 милиони евра ги обезбедуваат компаниите сами. Значи, во рамки на овие проекти ангажираме над 1000 луѓе. И оно што е исклучително многу важно, имаме просечни плати над 700 евра. И првичните анализи од работењето покажуваат следното. Дека компаниите регистрираат просечен раст на добивката од 60% во однос на периодот пред да започнат инвестицијата и пред да добијат поддршка од државата. Имаме 50% просечен раст на приходите. Имаме 27% повисок број на вработени. Имаме 40% просечно зголемување на платите што се исплаќаат во рамки на овие компании. Финансиската поддршка од 30.000 евра максимално ја зголемивме на 325.000. Покажавме дека иновациите се применливи секаде. Поддржуваме проекти во над 20 индустрии, меѓу кои освен IT имаме и проекти во земјоделието, енергетиката, екологијата, неуромаркетингот, машинството, производството на храна и така натаму и така натаму. Значи буквално сите области покажуваме дека во Македонија има во Северна Македонија има потенцијал иновациите да се развиваат буквално секаде. Она што е исклучително многу важно е, ако наследивме структура каде што 90% од компаниите беа од Скопје. Значи сега веќе имаме компании од Штип, Кавадарци, Битола, Охрид, Тетово, Кичево, Струмица, Прилеп, Велес, сите останати градови. Тоа значи дека поддршката што обезбедува владата на Република Северна Македонија не е концентрирана само во главниот град, економијата се развива еднакво секаде. Она што свативме кога ја подготвувавме кампањата за презентација на успешните приказни е дека се фокусираме на секој поединечно, ќе ни треба по еден ден, имаме по една приказна за секој ден од годината. Тоа би чинело многу време и средства, секако. Време нормално дека имаме, а средствата решивме ги искористиме малку попаметно. Односно денеска презентираме 5. Фокусот на кампањата во наредните 2 месеци ќе биде на 20 успешни приказни, што не значи дека сите останати не заслужуваат такво внимание. Меѓутоа нашата политика и нашата посветеност е да продолжи поддршката на економијата. Тоа значи дека оние средства кои се предвидени за кампања, повторно на крајот ќе завршат кај училиштата или кај компаниите. Одбравме дел од нашите корисници да не бидат и амбасадори и преку нивните приказни да го доближиме заедничкиот успех. Гледате околу вас дека станува збор за луѓе од вашето соседство, ваши врсници, луѓе кои ги познавате и кои веќе успешно ги развиваат своите бизнеси. И тие треба да бидат наша, ваша заедничка инспирација и мотив да продолжиме понатаму. Во следниот период ќе слушате и ќе гледате многу вакви успешни приказни. Сега ќе ми дозволите ги повикам Нино, Марија, Раде, Весна и Кристијан да ми се приклучат овде на сцената. И ова се првите 5 фитер амбасадори и ве препорачувам да ги слушате многу внимателно и да ги слушаме нивните приказни.